секоја година по 5%, вкупно 21,5%. Колку ги зголемивте вкупно од како дојдовте вие на власт? Откако дојдовме на власт, има 3 категории на пензии. Ниска, средна и висока категорија. Просекот, што сме го зголемиле, е 64%, а најниската 74%. До сега Највисоката е нешто помалку, не знам, толку е зголемена до сега. Да, значи просекот ако го земеме е 46%. И сега ќе ги се извинувам, 64%. И сега ќе ги зголемите и тие уште за 20%. Уште за 21,5%. За 4 години. Значи, они скоро ќе дојдат за 10 години, ќе дојдат нивните пензии на најниската категорија скоро до 100% зголемени. Да. Да, точно. Има еден дел овдека, сигурно ќе ги интересира пензионерите, а тука вика достоинствен живот за пензионерите, значи зголемување на пензии, банско-климатска рекреација, бесплатен туристички викенд за пензионери, бесплатен јавен транспорт. Ова се помалку или повеќе веќе работи кои се... Не, има нови проекти. Бесплатен туристички викенд за пензионери е нов проект. Да, ама... Ова со бањите ќе продолжи, да. Ќе продолжи. Тоа е стар и потврдуваме дека ќе продолжи. А ова со бесплатен туристички викенд за пензионери е нов проект. Еве, предвидено е 43 милиони и 40 илјади денари за 4 години дека ќе се инвестираат, односно по 10 милиони и 760 илјади денари годишно. Тоа се 2 полни пансиона, тргање во петок после ручек, враќање во недела навечер. Во Крушево, во Дојран, во Охрид, во Струга, во Преспа, во Берово и во други туристички места. Исто така и проект за јавен транспорт во градскиот сообраќај во Скопје за пензионери. Ова ќе биде за пензионери, луѓе кои се приматели на пензија или луѓе кои имаат одреден... Од 62, односно 64 нагоре. Нагоре. Да, бидејќи најголем дел и се приматели. Има мал процент што не се приматели, но и тие влегува.